Драго ми е што денеска градот на еден начин е и гостин и домакин во дворот на градското средно училиште Никола Карев, меѓутоа по повод проект кој што се реализираше по програмата за 2019 година на владата на Република Северна Македонија против аерозагадувањето. Градот аплицираше во таа програма и некаде добивме околу 2.800.000 денари со кои што ги уредуваме, како што веќе и кажа заменик министерот, училишните дворови на 3 средни училишта, најголемиот оддека во Карев, површина околу 7.000 метри квадратни, Корчагин околу 1.500 метри квадратни, Димитар Влахов околу 1.000 метри квадратни, каде што во цело се обновено зеленилото, во цело се поставен независен систем за наводнување, што би се рекло, би го направиле известно и одржувањето и полесно, меѓутоа и одржливоста на самото зеленило, што во цело се совпаѓа со концептот што како град во размена мислењата го имаме со Министерството за заштита на животна средина, а тоа е дека секое средно училиште во нашиот град, а зашто не и основните, можат де факто да станат мини паркови. Крајната идеја е во некој малку подобри времиња, кога вандализмот нема да не биде толку присутен, да ги тргнеме и оградите или целосно ги отвориме училишните дворови за употреба на граѓаните кои што или живеат непосредно во соседството или од било која причина можат да одберат да го користат овој простор, кој што мојата идеја е дека во блиски дни ќе успееме да го направиме да биде јавен простор. Борбата со аерозагадувањето е перманентна, борбата со аерозагадувањето е секојдневна, мерките се најразлични, вклучително и овој вид на зеленило, како и зеленилото што кога ќе се создадат биоусловија, тоа е малку потопло време ќе биде засадено исто така во рамки на овој двор. Само посветена заедничка соработка на единиците на локалната самоуправа, градот Скопје, Министерството за животна средина, владата, граѓаните, можеме да успееме во таа битка. Благодарам.